Здраво на сите и добро дојдовте во моето ново видео. Во ова видео ќе правиме сладки и тоа не обични, туку чекорчиња за мало бебе. Сега ќе ме извините на светлово и на се што нема да е перфектно во ова видео, затоа што снимам со камера. Поточно со мојата камера, многу ми се допаѓа сликата искрено вака, малце ми е непрактично за едитирање и такви работи, но тоа е мој проблем, јас ќе се го решам. Важно е овие сладки да испаднат супер, како што планирам. Сега, смесата е веќе готова. Ќе ви оставам во опис што се овде имам измешано, за да го знаете рецептот. Многу едноставно. Мене ова тесто ми беше замрзнато, затоа што сакав што побрзо да ги направам. И денеска го одмрзнав и сега е ред да ги одрежиме формите најпрвин, да ги испечиме. Иначе ова е тесто за ванилици. Јас досега неколку пати имам правено вакви сладки и се вкусни на јадење и се многу добри за изглед. Па сега ќе можете да видите цел процес. Доколку ве интересира, исто така имам и во влогмасот од минатата година, второто или третото видео мислам од влогмасот, 3 декември беше со Christmas cookies, што ги правев на ист начин како и овие чекорчина. Уживајте! Тука имам ламба за да не глучувам ring light и такви работи, што мислам дека ќе ми помогне во процесов на снимање. Сега најпрво ни треба една фолија. Така, една фолија. Затоа што ова тесто се меси во две книжни фолии. Исто така ни треба и едно сукало, па може да почнеме. Сега ја вадам оваа фолија и ќе се обидам да го исучам тестото. Може би е попаметно да го поделам на два дела, затоа што верувам дека се уште е здрвено. Тестото треба да изгледа вака, иако од крајевите се рони, тоа е затоа што путерот треба да биде многу ладен за во текот на печењето да не испукаат сладките. И сега одржуваме форми. Доколку имате калапче, може да користите калапче, но јас моментално за оваа форма немам, така да користам нож. Тргам на страна и немојте да се плашите доколку формата не е целосно убава, затоа што тоа можете да го поправите сега или после откако ќе ги испечите, можете да ја изрендате нерамнината со ренде. Видете, ова ќе биде една прекрасна стапалка. Јас обожавам подебели сладки, од прилика вака, но доколку сакате, вие може и да ги направите помали. Овие ги ставам во замрзнувач.
Сега ја месиме втората тура на сладки. Еве како изгледаат пред да ги ставам да се печат. Мислам дека настана грешка. Не требаше толку многу да збувнат. Добро, не се така лоши, има надеж. Сега со оваква рамна чаша ќе ги поминам од озгора, за да се спласнат и да бидат добри за декорација. Без многу да стегате, ова се прави, затоа што може да пукне како тука. Еве тука можете да видите, успеав некако да ги направам до тука. Тука му ставив хартија да бидат како шарени, ќе видиме утре што ќе испадне. Тоа беше како што гледав на интернет. Јас се надевам ќе бидат добри. Продолжуваме утре. Добре, дојавте во ден 2 на спремање на колачињата. Едно колаче веќе од прилика нацртав како ќе го шарам. Сега продолжувам со другите. Значи да ги видите како излегува. Имам уште едно плаво ноже, но тука немаше место. Кажете ми како ви се допаѓаат. Тоа е тоа што се однесува до чекорчината. Доколку ви се допаѓа, ставете лайк, subscribe, напишете ми коментар доколку сакате детален рецепт или доколку сакате некој друг вид на колачиња да декорираме, а ние се гледаме во моето следно видео. Чао!